ова еднаш исто еве ти добар момент. Еднаш вака раскажувајќи не ми текнува со кој, ја му пробувам наистина да му долам, викам осети си го зглобот сега во тој момент кога ќе го осетиш зглобот, јоме то збориш бе ми вика, како да осетам зглоб. Ко не го осеќаш зглобот, како се осеќа зглоб, што значи тоа? Не те разбирам, што да осетам ми вика. Гледаш колку ти е. Мене тоаш ми светна, знаеш дека стварно има луѓе на кои он го нема тоа како да бе му фали тоа у програма. Да му фали тоа у програма, што значи тоа да осетиш зглоб? Он мисли дека вака на кожата да осетам. Јасно бе, јасно. Ја дури и тоа пробав да му правам, викам, чекај, стај си ја раката тука сега. Стај си ја викам тука на куков, на пример хип флексори за спринтерите, тоа е највише. За да му создадеш awareness на некој во posture, не можам јас само да каде се хип. Да, ама можам или да му кај, окей, сега кога ќе осетиш левиот кук на флексорот повлечи, ама пробај да осетиш дека влечеш од тука од телото, од диафрагмата, како со јаже да си го влечеш коленото, вакаме што да осетам бе, како да. И ајде, чекај, и он мисли дека треба како со прст вака да осети, па стај му ја раката, па оди, викам сега кога одиш, осеќаш како мрда мускулот. Добро, викам мрда мускулот. Како сега јас со јаже коленото да го подне. Мислам дека е тоа дел од таа спортска перцепција, дека да, може. Гледаш, мене и тебе не ти ни треба опја вака, го гледам, триблинзи кои сме правеле на времето, and one tape, знаеш која беа? Абе, го гледам. Утакмица ги правиш. И го правам. Да. Не ми ни треба репети, го гледам, го правам. Оноа, сопирање тука, мајци, вратење. Сваќаш, не, тоа е некое ствар, ние мислам дека имаме вишо шесто чуло за телото. Тој hand-eye coordination треба да подразбира и physical mindfulness, физичка свесност за нештата. Само свесен за телото. Ја, например, у било кој момент стварно можам да ти кажам, сега си го осеќам левата страна на десниот квадрицепс. Го осеќам actually мускулот, го осеќам. Да, дека се замислам таму, да. Да, ако го насочам вниманието таму, го осеќам. Така е. И ако медитирам на тоа, ја можам циркулацијата да ја осетам. Ја ако имав забегувано со кето, со шекери, со све тоа како ми делува на тренинзи, ја ако забегав у медитација, можев да осетам ќе јадеш мрсно нешто, можев да ја осетам разликата на течењето на крвта во вените. Да бе, јас не е толку, зашто не сум медитирал толку, ама верувам дека тоа е некој си скил, некоја вештина што ја имаме надарено, ама пак можеш и да ја надградуваш. Целоживотната пракса, искуства, ситуации. Така што немаат многу луѓе така. Нема. Такво. И така што сега не ги напоменуваме, ма фактички и ова е уште еден огромен елемент за елит перформанс. Кој не бе тие? Ја мислам дека елит атлет, тоа му е него, не мора му го објаснуваш. Да пофати патерни на бра. Извршување на одредена техника на било што. Јас знам да ти кажам, да видам форхенд како мава некој правилно, знам дека треба да иде како гледало, назад, телото мора да изротира, дека главата треба доле. Фликот со ја го гледам тоа, да, на крај додаваш спин, пушташ само за ова и само некој како Шоне ќе му кажам, слушај, да, слушај, дабл чек. Дзирни. Ти техника разбираш што е, 100 пати сме збори. Твари дечко сте колку е лесно, ти знаеш техника дека е све во животот. Он ти вика? Да, викам да. Супер. Сега, грипот смени го за бекенд вака наместо вака. И ја го правам. Одма, така. Одма. Пати ја глава, ова е на ракетот грлото, вака држи и враќај го назад. Супер. Пушти го и сега тргни за еднорачен и бум, бум. И префрламе. И ај за ебанција поен ќе играме, јас ќе те ставам тебе во позиција, ти пробај да ми земеш поен. Пред 100 години. Бекенд играме. Winner. Не, играме. Окей. Мисли на техниката, јас ќе те ставам позиција, дека само да јас ќе префрлам, не те напаѓам ништо. И ти што сакаш прави. И ајде да гледаме, не знам, 5, 6, 7, 8 пати ја префрлиме, сега пред да ме нападнеш малце да ти се. Ајде, ја иде. И на 7, 8 ми идеме на бекенд, ја го гледам дека он знае дека ќе идам бекенд диагонала и се делот секунда е нормално, ама ја моето тениско знаење минимално у животот што онака да изведам удар. Јас знам дека треба паралела да ја направам, ама немам толку знаење, ама сега зборевме техника, ја како иде и само ја оставам раката вака и топката иде споро за да не сгрешам. Аха.
ама го погодувам типот на удар. Бекен, Так. паралела еднорачен, ма так, знаеш, као со страв за да ја погодам. И сега го гледам, и ме ја враќа и продуж. Као, ме заеба, Дека си разбираш? го применил одма. Го применив, ама и као, ме мислев дека е диагонала, као, good one, ме заеба, actually. Ти поверував дека ќе идеш диагонал и ти ја направи паралелата. Вау. Еден час ме имале То, заедно, сваќаш? да. И сега, очо сум гледал тенис, антиципација на удар, дека преку средината на мрежата е најниска мрежата, дека таму е најбезбедно, значи многу информации, ама ја немам искуството играчко. И не знам да, како, да. не можам на тој левел и нормално, ја никад не можам тенисер да бидам добар или падал професионалист да станам, ама може ме ја ми е забавни брзо да го фатам спортот.